Воопшто ништо не е спорно, ниту за нас, ниту за општината, а во делот на тарифникот, кој што беше изработен од страна на Комората на властени инженери и архитекти, од страна на Министерството беше предложен до влада и помина на седница на влада, но потоа ние имајќи во предвид дека со нашите стручни служби го анализиравме и заедно со Комората работиме на негово доусовршување заради тоа да не се створат одредени правни проблеми и пречки со тој закон, со нашите експерти и надворешни лица вклучени, за да биде доведен во една подобра форма и да биде објавен во службен весник. Пред тоа повторно уште еднаш ќе помине на влада, за да конечниот текст го имаме. Но зошто велам дека тој тарифник воопшто нема врска со суспензијата, заради тоа што суспензијата на плановите е постапка која што може да се тера, воопшто не е спорно, и дека додека не биде донесен тарифникот, така и во новиот закон стои, додека не бидат донесени подзаконските акти на овој закон, важат актите од претходниот закон. Така што општините и во овој момент можат слободно да си распишуваат постапки по претходниот закон, да си избираат компании според законот за јавни набавки за избор на урбанистички куќи кои што ќе планираат. Значи сакате да кажете дека тоа што го зборува градоначалникот Богдановиќ, тоа е дека законот го обврзува при распишувањето повик за изработка на нов детален урбанистички план да работи според тарифник, не е точно и дека тој може да распише набавка за изработка на нов ДУП според претходниот закон. Додека не биде донесен тарифникот, треба да се постапува по претходниот закон. Откако ќе се донесе тарифникот, ќе се оди според тарифникот. Сега, се јавува уште едно прашање кое што ние однапред веќе го разговаравме и со Бирото за јавни набавки, бидејќи во нивниот закон за јавни набавки стои дека сите постапки во државата кои што се некаква набавка ќе одат по законот за јавни набавки, но овој закон за урбанистичко планирање пропишува дека постапките за избор на урбанистички план ќе одат според законот за урбанистичко планирање согласно тарифникот, кога ќе биде донесен. Сега, за да не биде ситуацијата колизија помеѓу двата закони, ние веќе спремивме измени во нашиот закон за урбанистичко планирање, каде што ќе направиме усогласување со законот за јавни набавки. Но прашањето кое што се поставува апсолутно е во овој момент депласирано, заради тоа што прашањето на суспензија воопшто не се поврзува и не треба да се поврзува со тарифникот во овој момент, бидејќи опција и можност за избор на нова планерска куќа која што ќе работи на новиот план и во овој момент има, а откако ќе биде донесен тарифникот, ќе се работи по тој тарифник.